Кризата и инфлацијата може да се надминат доколку се зголеми продуктивноста. Во иднина доколку сакаме здрава економија, платите не смеат да се зголемуваат доколку тој не биде заработен, смета угледниот економист Ангел Димитров. Ние како организација на работодавачи до последен момент, кога се донесуваше новиот износ на минималната плата, ја убедувавме владата дека е тоа погрешен потек, бидејќи растот на платите мора да расте растот на продуктивноста. Но од политички причини други се донесе ваквата одлука, но сега сме свесни, гледаме дека министрите на владата секаде кажуваат на синдикатите кои се бунат за покачување на платите во јавниот сектор, дека платите треба да растат со согласно продуктивноста. За 4,6% има поголем пораст на платите во однос на продуктивноста. И тоа, да ви кажам, на долг рок не е издржливо. На крајот на кришата, преку инфлацијата, кој е невидлив данок, ќе си го платиме сите. Според Димитров, 76 милиони евра за субвенции на плати, пензии, земјоделие и слично, предвидени со ребалансот, не е ни малку доколку се насочат таргетирано. Таа помош мора да биде таргетирана. Значи, кога се зборува за граѓаните, тоа треба да биде на најранливите групи граѓани со најниски примања и социјалните случаи, додека кај компаниите, тоа треба да биде компаниите кои заради растот на цените на енергентите имаат огромен пораст на потрошувачката, фактички на нивните трошоци, а тези трошоци не можат да го пренесат на своите купувачи. Значи имаме ние компании каде што лесно е да ги пренесе своите трошоци на купувачите, каде тоа без проблем може да пројде, но имаме компании каде што тоа не може да го направат, особено оние каде што со закони беше ограничено порастот на нивните цени. Во моментов, македонското стопанство се соочува со двоцифрена инфлација од над 10%, која е меѓу најголемите на Балканот. Главен проблем се високите цени на енергенсите и неизвестноста кога тие на светските пазари би се стабилизирале.